Започнува со работа граѓанската правна клиника. Прво вакво тело во Македонија, кое ќе биде глас на оштетените страни и гаранција дека правдата ќе биде задоволена после секој судски процес во државата. Со максимата да ги лечиме правно граѓаните, кој овој корумпиран систем им нанел штета. Благоја Механџиски ја објасни потребата од иницирање и создавање вакво тело. Оваа клиника, составена од врвни експерти од повеќе полиња, ќе има за цел да обезбеди бесплатна правна помош на оштетените во судските процеси. Можно студентите од правните науки да стекнуваат практично искуство преку работа на реални случаи, но и да биде коректор на судските грешки и неправди. Јас имам преку 1250 летови до 92 година, додека бев представник, генерален застапник на кемофармација за Југоисточна Европа. И во тоа време имах можност да запознам многу. И здравствени причини, мислам здравствени предмети, али во здравството има многу и правна позадина. Тоа се различни пропуштени, погрешни операции, погрешни диагнози, правно нерешени семени проблеми, нема кој да ги лечи, нема и политички проблеми. По цел свет, така да додов до идеја, поготово како патирец, јас сум прва, и затоа ова се најавуваме, како прва странка, јас сум во граѓанската правна клиника. Што значи тоа? Тоа е идејата, бидејќи многу наши граѓани, поготово ова наша држава, во која по мене не е правна, не е ни организирана. Ми текна идејата, бидејќи ние да направиме една правна клиника, кај ќе ги лечиме да во наводници болните од правниот систем, од политичкиот систем, од судскиот систем. Тоа е новина, не е новина кај нас, мислам кај нас е новина, има во светот примери, само не се толку како да ти кажам, пошто ја ги имам ги посетено, ги имам прочешано, да речеме нашински, нивните тематики, нивните успеси, нивните простори дека делуваат, и ние овдека го прошируваме, бидејќи јас најдов, како да кажем, многу поддршка со Атанас Козаров, јас и од другите, само најмногу кој имаше кондиција и страпление да истребе поддршката за една таква граѓанска правна клиника. Ние во таа граѓанска правна клиника ќе имаме смер за таков оддел деловна способност. Значи, тоа ќе се оддели во разлика од проблематиката која ние ќе решаваме на граѓаните, таа ќе биде отворена. Граѓанската правна клиника ќе опфаќа кривична правна поликлиника, граѓанска правна поликлиника, етичка комисија со мониторинг тим. Во незиното функционирање се вклучени домашни меѓународни правни експерти, адвокати, судии за човекови права, универзитетски професори, членови на МАН. Граѓанската правна клиника ќе ги има сите елементи кои едно правно тело треба да ги има и ќе биде лесно достапна за сите. Таа ќе биде отворена, тука нема да има мој термин, нема да го гледам од која нација, од која вере, кој му е социјалниот статус, кој му е, како да кажем, правниот, интелектуалниот статус. Ние ќе бидеме клиника во правото на сите граѓани. И ние затоа ви молиме и благодариме на вашата, веќе сте први кој го тоа, преку вас го тоа, пуштаме во етерот, туреđаните, вие сте први и ги молиме граѓаните, секој кој има случај, каде бил уриниран, понижен, каде да речем морбидно, осуден во некој процес, разбираше ме, морбидно кажувам, бидејќи имаме луѓе многу судски процеси кои се беа болни, луѓето умираат од болка, што нема кај да на некој начин пожили, што викаме на народно чаршиски. Правници, суди, еве видите, јас имам, например, еве ни се академијата цела ни се става на располагање. Мислам, не цела, тие од нашата бранша, тие што се заинтересирани во правната сфера да ни помагаат. Бидејќи тука на нас ни треба правна заштита, на нас треба и здравствена, на нас ни треба и медумска подкрепа. Не заштита, ние не сакаме заштита, ние сакаме поддршка ако сме во право, ако не критикувате ни. Ние нормално, како правна институција, ние ќе ги имаме сите законски тела. Статус ќе имаме, вработен ќе имаме, мейл ќе имаме, да се разбереме, буџет ќе имаме, тој буџет ја ќе го обезбедам.
како чин на охрабрување до граѓаните да ги пријавуваат своите проблеми и случаи во граѓанската правна клиника. Благоје Механџиски на стручното тело ќе му достави своји лични предмети и судски спорови. Како прв се пријавувам и ќе видат граѓаните, ќе се препознаат во мојот случај. Кога јас ќе кажам дека од кираџија станува во овој систем правен газда. Разбирате? Од крадеж струја, он украден бива, тоа во се во нашиот систем, затоа ќе кажам со имење, примење, градската апотека во стечај, предпријатијата во стечај, примери ќе дадам и нека се препознаат. Значи, јас затоа прв да ги охрабрам, јас сум тој првиот. Ако има некој да ми приговори од судските органи, од власта, од тие, бурум, јас сум тој. Да ви кажам за еден случај од каде е ставен, од тој класичен пример. Кираџија кој бил кај мене 8 години. Плачал кирија и не бил само он во Битпазар, не бил само он. Уши со 24 цимери, секој сабаре пиере кафе заедно, секој сабаре чај, се оделе на гости, се уродиле. Еден од тие, да се разбереме, еден од тие, разбирашеме, зима и ми дава оставка. И замисли, даме оставка дека од мене, разбирашеме, на култура, значи се разделува. Мислам, ми дава отказ. И да, добро. После 2 месеца доваѓа со договор дека дучен од негов. Уште ќе има трагедија, за да знаете зашо каков предмет ќе биде овој. И тој предмет ние го веќе преводиме на повеќе јазици и сите тие. Тие веќе имаме и веќе професорот, веќе имаме заинтересирани студенти кои ќе бранат докторат. Боже, ова треба да остане во наидните генерации. На еден Механџиски Благој кој дневно дава 100.000 евро уплатува на таа држава и таа ги троши. Разбираш, од нив и го досудува против него. Замислете, а што прави еден обичен граѓанин? Затоа е таа клиника. Затоа е таа. Дојдете луѓе, ние сме со вас. Ние ќе бидеме народен правобранител. Поголем, кој нема власта да не избере. Ние сме правобранител. Ние сме од народот и за народот. Граѓанската правна клиника речи си е комплетирана, но и понатаму ќе се надоградува тимот на стручни лица инволвирани во целиот процес. Сето тоа ќе биде, како да речем, можеби на брзина го кажам, али ние како да речем, ќе го обезбедуваме, нормално дека ќе имаме билтен кој ќе го издаваме, ние ќе бидеме институција организирана, па чека, ние тука сите сме со најниско звање магистратури и докторати. Ние сме го тоа се под нула почнале, да се разбереме, ние ќе го речеме народот. Ние ќе бидеме народен правобранител, не политички, не административен, ние ќе бидеме народен. Тоа и треба на Македонија. Такви ќе клиники и верувам дека тие 98% ќе бидат наши поддржавачи. Веќе следната недела ќе биде презентиран целиот тим кој ќе започне со работа. А веднаш потоа, луѓето ќе може да ги доставуваат своите предмети. А ова тело редовно ќе известува за својата работа и заклучоците по поединечни случаи.